Таа е млада и талентирана и веќе ја освои Германија. Сега е тука токму да ни раскаже што се случуваше од зад кулисите, токму од онаму каде што ќе влезеш тајно и буквално никој да не знае. Тоа токму таа го кажа во едно предскоро незино јавно излегување, но ќе прашаме и што животот и донесе, токму таму од каде што денеска ќе ни се вклучи, а и што е она што никогаш не би го заборавила токму оттука од Македонија, иако во моментов живее во Германија. Останете со нас, токму ова е ексклузив специјал посветен на Тина Русева, девојката за која што сите зборуваат во моментов во Македонија, а која што во моментов ни се вклучува директно. Таа ќе ни каже, јас го заборавив уште еднаш градот, ама најпрвен добар ден, Тина. Здраво на сите, првенствено фала Марко на вашата заинтересираност, поздрав за ексклузив и до сите гледачи на вашата емисија. Се надевам дека ќе имаме еден убав разговор и кој живееме јас и сите гледачи. Јас доаѓам од Македонија, но живеам во Леверкузен, Германија. Леверкузен, така е. Најпрвен да ти се заблагодарам уште еднаш за твоето одвоено време и за тоа што, ете, можам слободно да кажам, имаме ексклузивна можност по само неколку дена од она што се случува, можеме само да кажеме на социјалните мрежи кај нас, а веројатно кај тебе и во твојата фамилија, во твоето обкружување физички, за сето она што во моментов го правиш и е, односно кога е во прашање токму тема твоето настапување и одно што се случува на The Voice. Па морам првично ќе те прашам околу она што, односно кога првпат дозна дека впрочем музиката е она што тебе те прави тоа што си денеска, односно не е само хоби, туку и нешто што можам слободно веројатно да кажам дека е и твојата животна патека. Па, искрено да ти кажам, музиката за мене никогаш не беше хоби, секогаш беше професија, за самото тоа што моите родители се бавеа професионално со музика. Јас секогаш ја гледав музиката на професионален план и кога почнав да пеам, секогаш замислував како јас ќе стојам еден ден на големи сцени и затоа секогаш беше дел од мене и дел од тоа што јас сакам да го работам во имена. Така. Сега веднаш ќе одиме на самиот момент и она што се случуваше изминатите денови. Морам првично да те прашам што беше клучниот момент или причина за да се одлучиш да се убедиш прочем и сама себе си да се пријавиш на едно вакво огромно музичко талент шоу The Voice, при тоа како што најавив да не без на никого да кажеш, односно без да им кажеш ниту на неблиските, ама буквално на никого. Па искрено да ти кажам, беше баш чудно, ама со самото доаѓање овде, секогаш пробуваме некако да се докажуваме, да кажеме кои сме уствари, овде сме, живееме, се трудиме да постигнеме нешто за нас и за самата држава во која што живееме. И со самото тоа некако цел живот се бориме и се трудиме кон некој успех. За мене Voice секогаш беше нешто вау и затоа со самото доаѓање тука мојот сон беше да застанам на таа сцена. Да се изборам, да кажам, еве сум, јас сум тоа, со сите искуства што ги носам од Македонија, доаѓам тука и се трудам да го продолжам мојот сон. А баш така се привив без да кажам на никој, па дури ни дома никој не знаеше. Некако прво сакав да видам дали Бог смета дека е тоа нешто за мене, дали тој смета дека тој прави пат за мене, па потајно некако верував дека на вистина е тоа што треба, али сепак сакав да видам некако да добијам некој доказ дека тоа е на вистина така, па после да ги изненадам сите околу мене, кои што буквално кога им кажа сите беа со чудни реакции, кој плаче, кој се смее, кој се беше хаос, како, што, зошто. Ама да, беше едно интересно искуство и ете, благодарна сум на Бог и на моите родители кои што се тука и ме поддржуваат во се. Така е, сега за оние кои можеби не знаат, го спомнавме неколку пати форматот The Voice Germany, конкретно. Можеш ли накратко да ни објасниш како функционира шоуто, самата форма, концептот и впрочем нели кои се дел од жирито, односно менторите кои што оваа сезона нели се дел од ова шоу, бидејќи гледам дека изминатите години се менувало, но и
еве уште едно потпрашање, ме интересира што беше она што пресуди да го одбереш токму Нико како ментор, иако Шон буквално навиваше за тебе низ целиот настап, како што гледавме, впрочем, и со притискањето на тастерот неколку пати. Па, искам да ти кажам, самото шоу има повеќе складирање, да кажем на некој начин, повеќе етапи, има 3 шоуа пред, или 3 кругови, да кажем, пред полуфиналето. Тоа оди тука многу побрзо него што оди на Балканот и на такмичањето на Балканот. Има само 3 шоуа пред полуфиналето, тоа се blind аудиција, battles и team fights, и нормално дека пред самата blind аудиција има многу селекции, има многу филтри низ кои што мораш да поминеш за да стигнеш до самата blind аудиција. Тоа е во принцип самото шоу, после тоа ги полуфинале и финале нормално. Што пресуди да јас баш одам кај Нико? Искрено да ти кажам, од секогаш кога сум зборувала дека ќе одам на The Voice of Germany, од секогаш некако мојата желба било, ако Нико е во жирито, да одам кај него. Не знам, некако Ти било испланирано. Самата негова појава, самата негова енергија, дава некој интересен вајб и од секогаш сум била, towards him на некој начин. Иако, морам да признам дека во еден момент со самата реакција на Ширин почнав да се двоумам. Не бев сигурна веќе, иако пред тоа, како што реков, сум била секогаш за тимот на Нико, но во тој момент цела таа возбуда, се што се дешава околу тебе, мислам дека во тој момент одбрав едноставно тоа што срцето ми велеше едноставно и тоа беше Нико и тимот на Нико. Значи, апсолутно, ти си на Нико, односно Нико е твојот идол, но морам да те прашам, токму се настапот на Do It Like a Dude беше многу твојот настап нормално моќен и вокално и енергетски, тоа го видоа и по реакциите на нашата публика, односно во Македонија, но дали, впрочем и Джеси Джей е твојот омилен артист од светската музичка сцена? Покрај Нико, еве Нико ќе го ставиме на прво место. Да, секако Джеси Джей е мојот идол на некој начин. Од неа црпам премногу инспирација кога се вокалните техники во прашање. И сум пресрекна што имав честа и задоволството да испеам песна баш на првата blind аудиција од мојот идол всушност. Така. Тука едно подпрашање, кога го спомна сега како идолот, дали впрочем имаш учествувано и во македонскиот идол или некои слични шоуа во Македонија? Видов дека од оние, да речам, нели забавни, односно детски фестивали имаш учествувано, но дали ова е твојот прв човек конкретно во The Voice како надпреварувач во вакво едно големо шоу, и односно дали во регионот или пак во Македонија имаш учествувано? Вака сега, во тој формат на шоу немам никогаш учествувано до сега. Во Македонија додека бев, како што и кажа самиот ти, имам одено на повеќе надпревари, како Јојо фестивал, имам одено на после во Бистрена обала фест, на Арт фестивал Дојрана, имам одено во Црна Гора. Најголемо така нешто од мене за Македонија беше самото претставување на Славјански базар во Белорусија во 2016 година. Исто бев пред некоја година во Португалија, ја представував Македонија, но тоа се интернационални надпревари и не е тоа шоу на тој начин како што е сега The Voice. The Voice е веќе друга форма и нешто ново за мене. Така, The Voice е впрочем еден од трендовите кои што се диктираат во целиот свет, како една франшиза позната во светски рамки. Па морам да те прашам, од тука ми доаѓа прашањето, во денешно време талентот често се засенува за жал од многу трендови и бројки. Како се носиш со тој притисок во ова реално време? Искам да ти кажам, свесно сум дека тоа се случува моментално и за мене е окей. Мислам, некако тоа може да биде доказ за тоа кој како работил и што работил, самата гледаност. Но според мене не секогаш тоа што е најгледано е најдобро. И затоа, иако е доказ, сепак за мене моментално лично со самото тоа што сум овде бар на почеток, нема многу големо значење. Јас пробувам да не му давам на значење, пробувам да работам на својот квалитет и да се истакнам најдобро што можам јас, да бидам јас задоволна, затоа што сметам кога јас ќе бидам задоволна,
гледачите ќе го видат таа искрена емоција и љубов према музиката. Така е, сега го кажа тоа од тука, односно од Германија, и тоа ми беше стиното прашање, колку ти помогна животот во Германија во формување на твојата уметничка личност и пристап кон музиката? Искрено да ти кажам, како што реков и пред тоа, со самото тоа што доаѓаме тука, почнуваме од нула, сакаме да се докажеме на самата држава и да покажеме што уствари носиме ние со нашите што поседуваме од квалитети, од нашата култура и се што имаме. Со самото тоа што дојдов тука, Германија како држава и со самото тоа што имаме Voice во Германија, што за жал го немаме во Македонија, некако ми даде мотивација да го научам јазикот искрено прво, да го научам јазикот и со самиот јазик да се приваме до Voice of Germany. Некако тоа го споив да ми помогне во мојот развој, приватен развој и исто така и на професионален план. Така што ми помогна и со самото тоа што сум овде имам моментално многу повеќе можности со The Voice да соработувам и ми се отвараат, фала му на Господ, повеќе врати да соработувам и со поголеми звезди. Морам да те прашам нешто што можеби ги интересира сите, дали во The Voice во Германија има надпреварувачи и други од Македонија или се само ти? За жал нема. Јас би сакала еден апел за сите талентирани наши македонци да не се плашат од самиот чекор и не само за The Voice, него генерално да бидеме малку похрабри и да не се истакнуваме само кај нас, него да пробаме да се стакнеме и на некое друго ниво и да покажеме што можеме и светот, затоа што сметам дека навистина имаме премногу квалитети и не само пејачи, него од сите бранши и сметам дека тоа треба да го покажеме, иако за жал на Voice до сега во оваа шоу 15-та сезона нема друг македонец освен јас. Така, тоа е еден позитивен чекор, ти си таа првата што можеби тоа го правиш. Нашата емисија се вика ексклузив, како што и веќе знаеш, па морам да те прашам, односно да ни кажеш нешто што досега можеби не си го открила во ниедно интервју, или пак имаш некој можеби скриен талент, навика или интересно искуство што ќе изненади нашата ексклузив публика. Искрено ќе ви открием една случка што се случи ствари на The Voice пред мојот настап. Кога јас слушнав дека сум примерна на Voice, нели веќе тука ми ја пратија песната со која што ќе се представам, требаше да спремам аутфити за самиот настап. И јас кога слушнав дека треба јас сама да ги спремам, тука енергија, возбуда, што ќе се носи, како ќе се облекува, што да правам да изгледа поекстравагантно, да изгледа светски, како што му толикува на самиот надпревар, да излезам на сцената како што јас очекувам од самата себе да се представам. И тука разговарам со дизајнерки, да ги поздравам во овој момент моите братовчетки, Јаготка и Викторија Гоцеви, кои што се бават и учат овде во Германија, студираат за моден дизајн, кои што навистина ми помогна во делот од таа бранша. И јас тука се спремам, тука купувам нови парчиња, дизајнираме, цртаме, шиеме, тука се во склоп на The Voice, сите возбудени. И доаѓа денот, нели, јас да одам веќе на проби, да пробуваме да видиме со самите стилисти кои што работат во позадината на Voice. И јас тука вадам, спремам се тие само да одлучат кој аутфит, пошто требаше да имам повеќе. И стилистката ме гледа вака и вика, да, вика, се убаво, вика, супер ти се аутфитите, ама вика, ние сакаме, вика, на првата аудиција да изгледате многу пообично. И јас, нели, прв пат, никогаш се нема случено со тоа, обично вика, биди по-екстравагантна, биди по-кул на сцена, изгледа интересно, нели, кај нас барем, и за мене тоа нешто ново. И јас сум шок, и сега, јас занемев. Што да правам, што да чинам, не се знае. Што ќе се случува следно со мене, што ќе носам, како ќе биде. И пошто на The Voice имаме многу проблем со тајминг, мислам се многу кратко време, мораш директно да одиш на следните проби кои што се дуваат. Таа ми вика, немаме многу време, ајде, вика, дојди со мене, јас ќе ти дадам некој али што тука, вика, облечи се, вика, и директно на проба. И јас
Океј, мислам тоа е тоа, што да правам. И ме облече, нормално се прашува во тој момент како таа мене ќе ме облече, не го знае мојот стил, прв пат се работуваме заедно. Ама ете ме облече како што ме облече. Не беше искрено да ти кажам баш во мој стил, ама ете се надевам дека во иднина ќе имам повеќе прилика да бирам што можам да носам јас или што сакам да носам јас и да се покажам во светот кој што сум јас ствари. Воопшто, ете, тоа така не изгледаше, навистина ова нешто што никој не го знаел, а еве сега ќе го дознаат. И навистина мислам дека апсолутно одлично изгледаше на самото шоу. Еве, навистина воопшто не размислував на вакво нешто дека ќе ни кажеш, бидејќи не бевме ни договорени. Еве, можеш и сама да потврдиш дека апсолутно не го знаев ова, верувам ни публиката во моментов ово што го слушна. Па во името на ексклузив, јас пред самиот крај би сакал, бидејќи како што кажав, твојата приказна е вистинска инспирација на ова на што и сега изминативе неколку минути веќе го разговараме, некои 15 на минути. Па ајде да им подариме нешто посебно на гледачите кои што во моментов не задржа, односно ги задржавме со нашето внимание. Дали би ни отпеела некој кратко парче од некоја песна, можеби македонски, можеби на англиски, нешто што ти значи многу или едноставно ти е во срцето во моментов? Секако. Таму рано сонце изгрева, таму сонце красно доаѓа, кај соседна среќа мириса, мириса на Македонија, кај соседна среќа мириса, мириса на Македонија. Браво, ти на секоја чест. Ова е прекрасно, еве една мотивирајатно добивме и неофицијална женска верзија на песната Поздрав до Давид Емилков и оваа прекрасна песна која што стана веројатно вистински вирален хит, но не само Македонија, туку и во надвор од границите на Македонија, посебно онаму каде што се веројатно и македонците, односно веројатно најмногу допира до вас оние кои што ете не само Македонија, но со вакви таленти млади, со вакви ликови кои што се создаваат токму од Македонија е доказ дека Македонија е насекаде во светот. Јас ти благодарам за твоето одвоено време и верувам дека се гледаме во следна некоја прилика токму овде кај во студио кај нас. Ти благодарам и тебе и премногу ми значи ова можност да се представам пред вашиот ексклузив. Благодарам и на сите гледачи кои не гледа и се извинувам воедно на може на некоја македонска литературна грешка, пошто јас доаѓам од Струмица и може да се случи некаде да вметнам некој струмички збор, па затоа се извинувам на вашите гледачи, се надевам дека ужива во нашиот разговор, како што уживав јас, и се надевам на скоро видување. Така, нема зошто, тоа е дел од македонскиот јазик, токму и воедно, добро што напомена, потенцираме дека ако верувале или не, ама токму Тина е и нормално од своето потекло, односно од Струмица, со ваков прекрасен талент. Тина, ти благодарам уште еднаш, а пред самиот крај морам да се заблагодарам и јас токму на нашите пријатели кои што воедно се генерални спонзори на ова наша емисија, односно ексклузив проектот кој што дефинитивно ви ги носи ексклузивните содржини во секое време, како што и ова интервју со Тина, односно Натуратерапија Дастра, кои во моментов имаат огромна, односно голема наградна игра која што е насловена под Отвори и доби, односно во токму овие како што се изад мене бестселер производи колагенот, нутришек, но и многу други производи кои што редовно ги купувате и знаете многу добро зошто ги користите. Токму во нив можете да пронајдете и вредносен ваучер, се извинувам, со голем број награди како што се iPhone 16 Pro Max, PlayStation 5, таблети, односно се извинувам лаптопи, како и голем број на парични награди и електрични професионален електричен велосипед. Тоа беше се од ова специјално издание на ексклузив заедно со, како што кажав, Натуратерапија и подвредното Дастра, но и нашата гостинка Тина која што одвои време токму директно од Германија да се вклучи во овој специјал посветен токму на неа. Ви благодарам на вниманието.